Дозволениот минус на плата станува проблем за граѓаните кои не успеваат овој долг кон банките навреме да го покријат поради високиот раст на каматите на овој банкарски производ, кој од почетокот на годината порасна и до високи 14,30%. Дополнително за граѓаните е проблем и тоа ако не успеат да го отплатат долгот за минусот, ќе намалат и можноста за ново задолжување кај банките поради намалување на нивниот кредитен рейтинг, кој од јануари се утврдува според вкупната можност да се отплаќаат долговите. Каматите и пречекорувањата и казнената камата на дозволениот минус на плата кои ги пресметуваат банките од почетокот на годинава се движат од 10,60 до 14,30% и се речиси 3 пати повисоки од каматите на кредитите. Економисти советуваат граѓаните да бидат претпазливи во однос на задолжување кон банките и да се обидат да не го надмине дозволениот минус на сметките, за да не плаќаат високи камати кои дополнително ќе ја нарушуваат нивната финансиска состојба и кредитен рейтинг. Зависно од политиката на банките, каматата на пречекорување се различни. Проверката на износите кај 5 најголеми банки во земјава покажува дека каматата на дозволениот минус е најниска во Стопанска банка, која различно ја пресметува за своите и за другите клиенти. Така на примателите на плата или пензија во оваа банка се пресметува камата од 10,60%, а за останатите клиенти 12,89%. Во Халк е утврдена на 14%, во Комерцијална 14,25%, додека во НЛБ банка и во Шпаркасе банка 14,30%.